Разговарам со градоначалникот на Дојран, Анго Ангов. Господин Ангов, добредојдовте во студио 10. Добро утро и на вас, Мишко. Добро ве најдовме. Уште еден викенд пред вас и дали општината почнува да трие раце во смисла на тоа што доаѓа туристичката сезона, иако видовме што беше минатата недела гужви колони, што очекувате оваа недела? Оваа недела почнува тридневното лудило, односно The Festival, кој што традиционално се одржува 13-та година поред. Оваа година исто така има огромен број на изведувачи кои што ќе настапат на The Festival. Многу бини, кампот кој што е овде еден дел од самиот настан. Уште денеска почна да се полни од раните утрински часови, па се надеваме дека овие 3 дена во Дојран ќе не посетат над 20-30 илјади луѓе кои што ќе бидат посетители и на самиот The Festival, но и на Дојран како туристичко место, односно туристичка дестинација. Кажете ми, има ли потенцијал Дојран, бидејќи и The Festival и преку летната сезона имате постојани активности, има ли Дојран веќе потенцијал да издржи толкава маса на народ, 20-30 илјади луѓе, па некогаш можеби и повеќе, дали се работи нешто на зголемување на тој обем, бидејќи сепак е сериозна бројка? Па да, секоја година постепено се работи секако од приватниот сектор кој што постојано се надоградува, односно инвестира во нови туристички капацитети, се зголемува бројот на ноќевање од година на година, но и секако сместувачките капацитети кои што во последните, односно изминативе 2 до 3 години драстично се зголемуваат, се возобновуваат новите постари хотели кои што не биле во функција подолги години. Така да Дојран го зголемува капацитетот, а со тоа се зголемува и бројот на посетители, односно туристи кои што доаѓаат. Секако овде не изостанува и богатата културно-уметничка програма која што од година на година се поголема и се поголем број на настани изобилува, односно Дојран има веќе неколку фестивали кои што ги организира заедно со нашите помагатели, односно Паспорт продукција и другите продукции кои што се вклучени во другите манифестации. Оваа година традиционално ќе се одржи и Мандра фестивалот кој што ќе биде од 14 до 15, каде што ќе настапуваат исто така балкански звезди. Така да не го забораваме и филмскиот фестивал кој што втора година поред ќе се одржи во периодот од 19 до 23. Имаме навистина доста културни манифестации кои што се очекува да го збогатат културниот живот во самата општина, но и да привлечеме што е можно поголем број на туристи. Оваа година ќе биде интересно на The Festival и генерално ќе биде Дојран интересен. Дојран генерално изминативе неколку години, изминативе што знам деценија станува атрактивен не само за домашните, туку и за странските туристи. The Festival е генерално насочен кон помладата публика или можете да очекувате и релативно повозрастна публика, дали веќе е преплавено со туристи во Дојран? Па да, од вчера започна доаѓањето на самите посетители, односно заради The Festival, кој што оваа година има навистина богата програма, каде што, например, се зема во последните години обзир изан од најмалите па се до највозрастните. Оваа година, например, освен програмата за најмалите која што се одвива во самиот камп на The Festival, претежно тоа е во недела во попладневните часови, имаме настапи на Симон Трпчевски кој што е, да кажеме, за повозрастната публика, па се до онаа публика која што е традиционално препознатлива за The Festival, така да од година на година расте и бројот на самите посетители на самиот The Festival, бидејќи The Festival прерасна не само во национален фестивал, туку и во регионален фестивал. Доаѓаат доста посетители од Република Грција, Република Бугарија. Навистина има многу голем број на изведувачи, така што и не ме изненадува фактот што прераснува на некој начин како екзит во помала верзија. Има ли доволно капацитети за сместување, бидејќи вие споменавте и кампери, кампување, сепак има ли доволно сместувачки капацитети, значи освен оние кои што доаѓаат на The Festival, некои веќе почнуваат и со користење на годишни одмори, дел веќе користат
стари годишни одмори, остатокот, така што особено па за викенди, постојано е гужва и уште ако е убаво времето, како сте со сместувачките капацитети во Дојран, дали е можеби подигнато и нивото веќе? Да, се подигнува секоја година нивото на сместувачки капацитети, меѓутоа општо е познато дека Дојран за време на фестивалот, освен Дојран што се полни и цел регион, почнувајќи од Гевгелија, Валандово, Струмица, значи целиот регион се преполна заради тоа што не може да ги смести сите оние кои што се заинтересирани да бидат присутни на фестивал, така да целиот регион има бенефит од организацијата на овој фестивал, кој што навистина прерасна во еден, како што и претходно спомнав, регионален фестивал, бидејќи имаме доста посетители не само од нашата држава, туку и од целиот регион. Организаторите, односно Пасворд продукција, се навистина професионалци од аспект на организацијата, тоа го прават на највисоко можно ниво, така да околу сето тоа немаме потреба за загриженост, затоа што навистина се работи за професионалци кои што си ја знаат својата работа. Повеќе од 200 учесници. Тоа е навистина голема бројка. Да, секоја година расте бројот на учесници, секоја година се зголемува интересот од самите учесници да учествуваат на фестивал, затоа што напоменав во повеќе наврати, овој фестивал е веќе 13-та година поред и навистина е традиција и треба да се негува, односно да се помага од сите страни, односно и од државата и од локалната самоуправа, како што тоа го правиме и во моментов. Станува ли Дојран веќе жестока конкуренција на Охрид и во однос на цени и во однос на, иако Охридското и Дојранското езеро, сега да видим искрени, тешко е да се споредуваат, меѓутоа вака по атракции, по настани кои што се нудат. Кој ви е реперот? Можам да кажам дека Охрид е повеќе познат по Охридско лето, односно таа манифестација која што е долги години, меѓутоа во последните години Дојран може да се пофали дека не само што го престигнува, туку и го помина Охрид во културните манифестации, затоа што се организираат многу манифестации кои што се доста специфични и кои што ги нема во Охрид, меѓутоа се работи за различен тип на манифестации, затоа мислам дека Дојран е препознатлив по овој фестивал кој што има различен тип на музика, различен тип на гости кои што гостуваат и секако различна публика. Меѓутоа не само, како што напоменав, фестивал, имаме и други манифестации како што е Мандра, кој што е балкански фестивал и се базира претежно на балкански звезди, го имаме филмскиот фестивал кој што почна од лани да се организира, имаме низа на други манифестации кои што навистина цело лето изобилуваат и со посетители и со навистина различни содржини кои што се интересни за посетителите и туристите. Да, Охридското културно лето несомнено е еден од големите настани и тамо покровител и председателот на државата, меѓутоа Охридското езеро, водата на Охридското езеро е исто неспоредливо во однос на оно што е Дојранско езеро, во секој случај помало Дојранско езеро, но пракосите на оно што е Охрид, како успевате да придобиете повеќе туристи во смисла на тоа што дали дека сте поблиску до граница, дали дека овде е Грција, кој потенцијал го користи Дојран повеќе? Можам да кажам дека во последните 3 до 4 години навистина Дојран пркоси и се развива со брза динамика. Не само ние како локална самоуправа која што успеавме да створиме некои услови кои што во наредните неколку месеци следи главниот проблем, односно решавањето на главниот проблем со колекторскиот систем и изградба на нова прочистителна станица, работиме на нови водоводни мрежи, работиме на нова комунална инфраструктура, патна инфраструктура, со тоа се зголемува и бројот на инвестиции, односно интерес на инвеститори. Од неодамна имаме инвеститори кои што доаѓаат и од странски држави, како и од Италија, од Србија, така што во моментов Дојран интензивно се гради и мислам дека доколку се движиме со оваа динамика, Дојран ќе прерасне навистина во едно светски туристичко и познато место кое што ќе го следиме, нашата цел е да го следиме примерот по Блед, а и соработката која што веќе имаме со словенците и со словеничкиот со словенска амбасада кои што помагаат, таа е заедничка цел, односно да придонесеме Дојран да биде туристичка дестинација која што ќе се користи во текот на целата година, не само во летниот период. Тоа веќе на некој начин успеавме да го постигнеме и се трудиме што е можно повеќе содржини да ствариме за нашите посетители.
Ќе станете и светска атракција во која смисла? Во смисла на тоа што ќе ви свири најдобриот светски пианист кој што е по потекло од Македонија. Вие во еден дел од разговорот споменавте, имате бесплатен концерт на Симон Трпчевски, Македонисимо, и тоа е сабота, значи веќе утре во 18 часот, ако не се лажам. И овде е моментот каде што буквално се собираат и од 7 до 77 години, ќе имаат можност не само дојрачени жителите на Дојран, туку и сите оние кои што ќе видат таму да уживаат во оно што е Симон Трпчевски. Секако да, тоа е голема светска атракција, навистина е прекрасно и самиот факт што организаторот се потруди ова да биде бесплатен влез и секој заинтересиран може да дојде да ужива во музиката на Симон Трпчевски. Концертот на Симон Трпчевски ќе биде на главен стејдж, оному каде што ќе се одржува тој фестивал, или има на главниот стејдж ќе биде концертот од мислам дека беше 19 часот. Да, влезоте од 18, да, во 19 часот. Да, 18 часот, меѓутоа ќе се одржи на главната сцена на паркинг Гранит, така да сите заинтересирани ги поканувам да уживаат во музиката на Симон Трпчевски и да дојдат затоа што е бесплатно и организаторот се потруди буквално сите да бидат задоволни. Викенд бол со активности, што е она недела семеен ден? Недела семеен ден, да, тоа е за децата, за најмалите. Имаме, мислам дека оваа година ќе настапат од детскиот фестивал Поточиња, така да организаторот се потруди да бидат задоволни и најмалите. Да бидат присутни и најмалите, да видат дека овој фестивал, освен тоа што негува посебен тип на музика,
има и позитивни работи, се случуваат низа на активности во самиот камп, така да најмалите да увидат она што се случува и како се развива овој фестивал. И сега, градоначалник, со оглед на тоа што ова ќе биде еден навистина, ако можам така да кажам, бурен викенд, се надевам дека и времето ќе се погоди, бидејќи гледаме како е еден ден сонце, друг ден дожд, но вие сте доле на југо, така што претпоставам дека ќе се погоди и времето. Оно што сакам да го прашам е што минатата недела беше евидентирано невидена гужва заради граничниот премин, а тоа е една улица која што практично води до граничниот премин низ Дојран. Дали сте подготвени од тој аспект? Информирана е претпоставам полиција и се, доколку еве имате и плюс туристи кои што ќе треба да транзитираат низ Дојран, имате да фестивал, тоа ќе биде вистински метеж на 20-30 илјади луѓе и уште колона автомобили. Дали ги имате сите тие опции разработени? Секако, па и самите оние кои што планираат да ја поминат границата знаат за самата ситуација, известено е, навремено најавено. Полицијата презема посебен режим на сообраќај почнувајќи од утре па се до недела, така да мислам дека сме добро организирани за сето ова да го прифатиме. Не знам минатиот викенд што се случи, тоа за прв пат се случи да имаме толкова колона на возила кои што навистина го отежна и сообраќајот во самото населено место. Меѓутоа се надевам дека со сето ова што го најавуваме, со сето она што се знае дека навистина Дојран ќе биде преполн со гости и туристи, мислам дека и оние кои што планираат да одат во Грција ќе го користат граничниот премин во Гевгелие. Да, но може кога веќе знаат дека има фестивал и дека има гужва или забава во Дојран, ништо чудно да го користат и Дојран, и затоа прашувам дали е подготвена на пример една таква ситуација. Вие велите дека до сега не се случило вакво нешто, меѓутоа еве, видовме метеж, особено минатата недела. Затоа велам дали ги имаме сите опции на располагање, односно дали ги имате сите опции на располагање. Секако да, полицијата уште од вчерашниот ден е на терен, го контролира сообраќајот и доколку се случат вакви ситуации, сигурно ќе има некој вид реакција од самата полиција и пренасочување на сообраќајот на другиот граничен премин, сите оние кои што ќе сакат да го користат овој граничен премин. Не се исклучени можностите, имаме направено повеќе состаноци и со самите и со полицијата, но и со организаторот, и мислам дека предвидени се сите вакви ситуации кои што би можеле да се случат. Практично еве летото или сезоната да ја отвориме и официјално со утрешниот ден, иако таа веќе циркулира туристичка сезона во Дојран и во назима, знаат многу голем дел од домашните туристи од Скопје и од други градови да доаѓаат, меѓутоа еве и официјално да кажеме ако од утре почнува туристичката сезона, колку дорајчен сте подготвени како Дојран за оваа туристичка сезона? Споменав дали е кренато нивото во однос на сместувачки капацитети, бидејќи она што е евидентно изминатиот период е дека интензивно и градежна механизација работи во Дојран, се градат згради. Толкава ли е голема поборовачката, градоначалник? Огромна е поборовачката, како што напоменав, во последните 3 години има огромен интерес од приватни инвеститори. Тоа ме радува и клучен факт дека се движиме на позитивно. Се градат многу нови апартмани, многу нови сместувачки капацитети, така што освен зголемувањето на капацитетот, имаме и надвор од летната сезона ќе имаме огромен број на посетители заради тоа што се купуваат доста станови, куќи кои што во последно време цената по метар квадратен достигна и над 1000 евра. Тоа е исто така показател дека е огромен интересот за Дојран и дека Дојран навистина се движи во правилна насока. Подготвени сте за туристичката сезона во смисла од каде очекувате туристи оваа година? Па секако да, подготвени сме. Претежно се овде српските транзит туристи, кои што се неминовен дел од нашата туристичка сезона и се најрани гости, па секако и нашите домашни туристи кои што почнуваат некаде од овој фестивал кој што секогаш се одвива на почетокот од јули па се до крајот на август. Меѓутоа, нашата цел, како што напоменав, е туристичка сезона, односно сезона во текот на целата година. Се спремаме со нови содржини, веќе од септември започнуваат новите туристички атракции, односно пуштањето на фронтовата линија, која што ќе биде навистина туристичка атракција за сите посетители, не само од нашата држава, туку и пошироко.
се спремаат новите содржини како што се Садковата, музејот, Турската бања, црквата Свети Илија. Значи зборуваме за друг вид на туризам кој што треба да се применува во текот на целата година. Со формирањето на новото јавното претпријатие ќе имаме буквално целосна организација околу овој туристички сектор и се надеваме дека Дојран ќе понуди нешто ново, односно ќе биде поатрактивен, како што напоменав, надвор од летната сезона. Како споменавте, од септември фронтова линија или добро Да, слушам? фронтовата линија веќе се спрема, спремени се и велосипедските патеки до фронтовата линија. Што значи ова да појасниме малку само? Па секако во Дојран била фронтовата линија, односно Првата светска војна се одвивала во овој дел од територијата. Знаете дека во време на Првата светска војна е разрушен и целиот град, односно град кој бил над 20.000 жители е буквално срамнет со земја. Така да имаме примери како не треба во историјата и мислам дека сето она што го имаме како историско богатство и во планините и во самиот Дојран кој што навистина има богата историја, треба да го практикуваме, да го понудиме на туристите и да ги запознаеме со сето она што го поседува Дојран. И што ќе новото значи? јавно претпријатие фактички ќе биде организатор на сите овие туристички тури кои што ќе се негуваат, ќе се стави во функција и музеот кој што го имаме. Едноставно се прави нова туристичка понуда која што Дојран ќе има понуди на туристите и кој што ќе биде со тоа поатрактивен и ќе се доближи до светските туристички дестинации. Од каде до каде оди таа фронтова линија? Од Нов Дојран, Стар Дојран, како оди? Не, таа се одвива буквално од грчката страна, од тој дел па се до некои 5-16 километри. Огромна е фронтовата линија, има огромен потенцијал кој што треба навистина и ние како локална самоуправа, но и државата да го искористи како навистина една богата туристичка понуда за посетителите, бидејќи додека ја немавме таа фронтова линија, односно додека општината не се занимаваше со сето ова, доаѓа посетители од Англија, од Бугарија, од Франција, кои што сами одеа и шета и беа позаинтересирани на некој начин од нас за сето ова што се случува. Така, а претходно треба да помине летово, ово е од септември ако не се лажам. Да, секако чекаме да заврши туристичката сезона, па да започнеме на мирно и со промоцијата, но и со понудата за овие туристи. По Д фестивал, што следува во Дојран? По Полнегна туристичка сезона? следува на 14-15 Мандра фестивалот, па следната недела е филмскиот фестивал. Оваа година на Мандра фестивалот ни гостува Цеца Ражнатовиќ, Девито, имаме наши изведувачи како што се Два Бона, Слаткаристика и тој тип на изведувачи од нашата домашна сцена. Филмскиот фестивал ќе има, зборуваме за меѓународен филмски фестивал кој што ќе изобилува со презентација на над 100 балкански, медитерански филмови. Потоа следуваат другите манифестации кои што ги од помал обем кои што се организираат од самата локална самоуправа, така да имаме богато културно лето. А што е со филмскиот фестивал? Кога го споменавте, тој кога е? Па веднаш викендот после 14 и 15 после Мандра фестивалот, значи следува филмскиот фестивал, значи од 19 до 23. Мислам дека таму има прикажување на филмови, ќе се емитуваат на отворено, како е замислен целиот концепт? На амфитеатрот, како што беше и минатата година, навистина се имавме едно пријатно изненадување, едно позитивно изненадување со спроведувањето на овој филмски фестивал и оваа година мислам дека ќе биде на ниво повисоко, така што еве ги покануваме сите кои што се заинтересирани за филмовите, посебно за тој медитерански дух, да дојдат и да видат што е се планирано. Тоа секако ќе биде испромовирано, ќе се знае навремено што и како, така да сите посетители ќе бидат претходно запознаени за сето она што следи. Добро, градоначалник, неколку урбанистички прашања за крај во смисла на паркинг. Има паркинг доволно од сите овие артисти кои што ги наспоменавте, од сите фестивали кои што ќе се случуваат, има ли каде да се паркираат и Тоа е едно од најгорливите прашања, затоа почнавме во последно време да инвестираме се повеќе во нови паркинг места. Секоја година се планираат дополнителни паркинг простори кои што треба да се створат и секако еден од моите најголеми заложби е изградбата на катната гаража заедно со деловните простори кои што треба да се направи.
Мораме да ствараме повеќе паркинг простори. За таа цел го воведовме зонското паркирање, меѓутоа не со цел за да се вадат повеќе пари, туку паркингот Гранит го направивме слободен паркинг за да можеме да го користиме тој паркинг, односно да биде бесплатен и да ги пренасочиме нашите посетители да се паркираат и на тој паркинг, бидејќи е огромен и може да собира доста посетители, а не сите да одиме во централното подрачје и да ствараме гужви. Правиме некоја стратегија со која што би намалиле таа гужва, тој сообраќајен метеж и со тоа да имаме, знаеш, послободно и движење и на пешаците, но и помали нервози во сообраќајот. И едно од прашањата јас кое што постојано го поставувам, докаде е обиколницата која што ќе го растерети барем градот колку толку? Дали е се уште на проект или? Таму се бидејќи ние како локална самоуправа не сме вклучени во самата документација или проектот кој што требаше да биде изработен. Не сум детално запознат докаде, меѓутоа тоа е огромно ветување низа на години, децении што се вели. Јас сум за таа обиколница која што треба да се погрижи државата да инвестира, бидејќи навистина овој граничен премин станува се попопуларен, меѓутоа и Дојран како туристичка дестинација навистина заслужува една обиколница со која што би намалила тој сообраќај и граничниот премин би добил еден појак и посилен интензитет на некој начин. Така да не знам да ти одговорам со сигурност до каде и како е и дали би се реализирало тоа во блиска иднина. Останува на прашање, односно да видиме со самото Министерство за транспорт и врски дали се заинтересирани се тоа да го изреализираат, бидејќи навистина се работи за крупен проект кој што би коштала, тоа секако локалната самоуправа не може ниту да се замисли да го инвестира. Да, но во секој случај ако вака се развива со ваква брзина туристички Дојран, ако расте како што расте од година во година, повеќе од неопходно ќе биде таа обиколница, затоа што како расте Дојран, веќе е невозможно и камиони да поминуваат низ едната сообраќајна лента која што циркулира, која што е практично магистрала до самата граница, така што можеби со европски пари да се изгради и тоа и уште прашање во градоначалник за и околу многу врева се крева за и околу водостојот на Дојранското езеро, каква е ситуацијата и каква е водата? Ситуацијата е стабилна, посебно па и со овие со врнежите кои што се случуваат во последно време. Некаде над 1 метар над нулта кота е состојбата на Дојранското езеро, тука некаде се движи. Нема загриженост околу водостојот на Дојранското езеро, меѓутоа во повеќе наврати напоменав дека хидросистемот треба да се одржава и да биде во кондиција. Хидросистемот мора да биде во секој момент спремен и да се пушта дополнителни количини на вода кога е потребно, а тоа е секако во летниот период од сезоната, каде што имаме поголеми испарувања и поголеми губитоци на вода. Така да ние како локална самоуправа имаме испратено барање до Министерството за животна средина, бидејќи хидросистемот е под Министерството за животна средина, да биде вклучен во текот на летниот период и да ги надминеме овие ситуации кои што би можеле да се случат, односно несакани последици. Иако ќе напоменам, во овој момент немаме простор за загриженост или за дигање на врева, галамат и да се користат сите овие за некои си политички цели. Имавме од неодамна огромни напади дека рибите се наоѓаат на суво или не знам што, тоа е сето тоа е шпекулација и ги демантирам таквите шпекулации, бидејќи навистина нема проблем за загриженост. Да. Водата каква е? Дали е дозволена за капење што се вели? Секако дека е, веќе Институтот за јавно здравје има направено 3 мерења, сите 3 мерења се позитивни и квалитетот на водата е одличен, односно дозволено е капење за сите посетители. Како е со вода во повисоките места, бидејќи Дојран е една линија, меѓутоа знаеме и нагоре оново каде што нели има сместување, како сте таму со вода? Од секогаш Дојран имал проблеми со водата, меѓутоа за да не оставиме на случајност, веќе сме во напредна фаза, односно изнаоѓање на нова бушотина која што ќе дава дополнителни количини на вода.
Во завршна фаза е, односно бушотината е направена, се чека тестирање на самата бушотина и пуштање во употреба на таа бушотина, која што би требало да дава доволно количина на вода, која што на некој начин ќе ги реши и овие проблеми со погорните делови од градот, каде што се појавува во деловите таму околу август, кога имаме огромен број на посетители, но и сушен период, да имаат проблеми со притисокот на вода. Меѓутоа, работиме и на тоа и секако дека како локална самоуправа размислуваме за нови инвестиции во водоводи и во резервоари, затоа што навистина Дојран се развива со голем интензитет и ние како локална самоуправа треба да го следиме тој интензитет на инвестиции. Да. Уште едно прашање, само бидејќи споменавме дека водата е дозволена за капење, има нови плажи, не мора да ги споменуваме бидејќи се приватни објекти, имате некакво ново уредување, ново партнерно уредување што може да очекуваат туристите? Секако да, секоја година се инвестира во нови содржини, во нови плажи кои што претежно ги оставаме да бидат слободни, а да го зголемуваме капацитетот за посетители. Се работи на дополнителни содржини како уредување, партерно хортикултура, така што од година на година додаваме нови содржини, ги подобруваме старите и сакаме да станеме што е можно поатрактивни за посетителите и туристите. А сите оние кои што доаѓаат го увидуваат тој степен и интензитет на инвестиција, односно на промена во позитивна насока. Пред да ви се заблагодарам за ова интервју, порака до сите оние кои што планираат од викендов, условно кажано да се преселат во Дојран. Па секако ги повикувам сите кои што се заинтересирани да дојдат, иако веќе навистина е огромна гужвата во Дојран и има огромен број на посетители. ДФ фестивал носи не само на бенефит за Дојран како туристичка дестинација, туку и за целиот регион, бидејќи навистина овој фестивал веќе ги надминува сите очекувања и сите граници, така да сите кои што сакаат ги повикувам да дојдат да уживаат во тридневното лудило на некој начин во нашата држава, бидејќи Дојран во наредните 3 дена ќе биде центарот на нашата држава. Градоначалник, благодарам што бевте гостин во Студио 10. Ви благодарам, Мишко. Градоначалникот на Дојран, Анго Ангов, гостин во Студио 10 за оно што предстои викендов и нормално за целата туристичка сезона.